За среќа, без изгубени човечки животи, поминаа големиот број свадби летово во Тетово, на кои имаше многу пукање од огнено оружје. Сепак претераното користење на оружје доведе до последици. Повредени луѓе, паднати залутани куршуми на возила, во соби, во дворови и слично. Најтешко поминаа најглавните на свадбите, младоженците. Дел од нив разочарани од тоа што им била уништена свадбата поради таквото несоодветно однесување. Дел од граѓаните имаат разбирање, велат пукањето се должи на традицијата од минатото, но се согласни дека тоа е вознемирувачко во секојдневието на останатите жители. Има свадбе и не знам, тоа и овде кој бевмо на раскрсницава, дури на раскрсница застанаа па пукаат кола. За време на свадба? Да. Нормално имаше, се случаја некои страни, во главном доаѓаја од руралните средини, не беа од градското подрачје. Моментот не е баш најдобар, меѓутоа со оглед дека знаеме која е традицијата на нашиот народ, обичаите, мислам дека се навикнати едноставно на тоа. Имало пукане. Те дошли на полицијата, оте милицијата да види што е, како е, и не знам што стана. А за кратко време беше тоа, 5 минути работа. Тоа мене не ми сметало, ама смета на децата мали, на жените, што се плаша. А ние возрастните сме претрпеле тоа и не може. А пукањето е најтешка работа, што може. Еве што се случува со пукањето. Че залета метак на човек. Не е мирно атмосфера. Не е пријатно да седиш уваква атмосфера. Во полицијата велат дека уште пред летото се обиделе превентивно да делуваат, предупредувајќи го населението од опасностите да се користи оружје, како и законските последици. Беа организирани 9 регионални средби на така наречените советодавни групи на граѓани во местни и урбани заедници, како и серија состаноци со вкупно 50 угостители. Иако има голем број пријави, за сега полицијата не осомничила никого. Минатиот и овој месец на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово пријавени се неколку случаи на пукање од огнено оружје и приредување на огномети, чие расветлување, односно расчистување е во тек. Иако на хартија казните се високи, тоа како да не ги спречи луѓето да пукаат. Предвидени се казни од 200 до 500 евра, како и затвор од 1 до 5 години ако има потешки последици.